Трендови ли се? Трендови, модерни маки, големи, монами. Мине тиот начнавме тема шо испадна дека ќе има многу епизоди. Не знам колку, ама има шо да се збора за тие трендоите со лопата да рини. Ама неис, зато сме тука бе. Тука сме да си направиме муабет. Питно за убода. Нит лажиме, нит крадиме, си правиме муабети, така. Се подсеќаме на ни времиња. Какви времиња. Ништо, дај да пуштаме шпицата и да тераме од има за набројување, бате. Ајде, 3, 4, пушче. Значи, кој шо реков, ми има некој трендој шо фала му на Господ шо не се поќе тренд. И самите луѓе не може да ги сватат, море човек, камоли ние да свати. Пример, не знам дали се сеќавате, ама на времето имаше еден тренд шо ни една наука не може да го објасни. Тоа беше трендот модата да го растиш нокто на малотопрсте кај мажите. Ај кај жените разбира. И то некојаш не го разбирам, претерват некој канџи олка и прат. Мисли на Вулверин брато сестрата е. А добро, средени ноктиња, тро подолги, цртани таму со гело и лакој шо му клавате, не знам, 500 милиони шо коштат тие стварите. То го разбира. Ајде, има ситуации кај шо убо изгледа, сладко е направено, интересно и така натаму. А мажите тоаш не направат тренд сите нокти да ги растат. Не бате, стриктно малото нокти. Значи гледаш нормален, идиот, толкав ја. Зошто? Господ знае. Але ќе ги расте уште и прстен, него ќе му клај со олкав камен вака. Да не можеш да ја промашиш комбинација. Ја и разбирам да те мрзи да ги сечиш нокти. Мене стално ме мрзи. До одреден степен и после сакал некел мораш да сечиш. Ма ти ги сечиш сите и овој го оставаш специјално. Си го растиш. Зошто бе? Шо? Поубав за чешање, ми ќе омекни толкав голем, не можеш тврд да стои. Лабав надуе. Зошто ти е за руда копање? Толкав нок не е за руда копање, море за синуси чистење. Боже, госп. Не знам кој ги измислува тие, на кое бистро дете то му има текнато, не разбирам. Ама ќути помин. Имаше по некој фраер тек тук шо ги држат, знаеш, од на времето. Остаена локни фризура или нешто и ноктот вака порастен. Ама фала му на Господ, помина тамо да. Дај Боже никош да не се врати. Контра на нив па имаш луѓе шо и сечат наполу ноктите вака, ако е толкав нокто, олку го сечи вака, ја. И тоа е претеризам мајто друга тема. За болештиње некој друг ден ќе зборам. Исто едно време мажите почнаа нокти да си лакираат. Демек шо жените прават ќе барат вака, било така, било ќе земат работите шо и прат мажите. Дај ќе земеме ние ноктите ќе лакира. И сега разбирам негде мода било некој пејач направил па сака и детето да направи. Или шо има таму металци некој црни све па и ноктите црни ќе ги направи, па и детето како дете сака да поима нема шо е сака да си лакира нокти. Мажи бе возрастни нокти лакираат. Нема шо попаметно правите во животот, нокти лакирате, море. Бош, јас време немам да си сечам кој треба и сечам ки лакирам бе. Не, шо не, што ги не чуеш, што ги не види. Ај денешно време барем брзо врват трендови. Интернет времиња се ови. Вниманието на луѓето му трај 15 секунди максимум. Едно стори. Се шо е подолго, то не чи. Така и трендовите денес ќе дојди, утре ќе замине. Ама зато на времето. Ако клапнеше некој тренд, рачунај дека години така ќе биде. А едно време почнеат звездите од светот. Пејачи, музичари, фудбалери, кошаркари така натаму. Почне поќе сметка да си вода. За мажите зборам. Кој почнал да се шминка, кој почнал веги да куби, кој почнал не знам шо. И излезе на времето некој пејач со искубани веги. Ко зеде цела Македонија веги да куби. То не е кубење, посакатвање. От јас разбирам, че има некој што му се поврзани ке скубни овде ке ги оддели малце, да не биди со една веѓа. Има некој џбуно и шо има на вегите ки подстреди. Разбирам то. Како ти убо така да си прави? Овие бе брат, овие не оставаа веѓа линија вака, линија. Женска му веѓа ко мојата вака бабка, тој линија остае. И то направена вака и стегната, бе, не знаеш. И околу окото бабки, ја. Чека што треба нормална веѓа да има, тој има линија потечена олка. Мислеа дека најубај се море на светот. Демек вегите не беше ни фризурата толку битна, вегите колку што беа бит. Демек ја направи сега веѓата, бегајте. Па уште ако имаше веѓа таква линија, и од тука брадата линија вака направена. То линија тука. Па некој имаше што беа храбри вака линија што остава или вака. Па е тука веќе бегајте. Тука фали уште прстен. Златни ланац, БМВ, 98 баба што го има возено. И то беше муабет. Исцртано линија вака, так, линија овде, линија, па некој ќоше си клава, ај некој заоблено, некој со ќош. Уште поако ни во свето го немаше тогаш тоа. Уж да имало по некој некаде некогаш. Што има таква брада кај што може да прави перенди, ама му стоело. Овде бе бате не е битно стоело, не стоело, ќе си го напрат, па ти што сакаш прави. И ако му речиш нешто мислат дека љубоморен си, бе, сваѓаш, не дека му збораш за
стварно. Пошто ако било убо такви линија да имаш веги, ден денески правевте линии, отти никој ни правите ден денес линии веги. Ни чупињата не ги прават, чупињата па сега чбуно и ги остава. Значи ќе излези некој чупе таму во свето негде, што му личи да има чбуно и веги. И сите мислат дека му личи да има чбуно и веги. Моабето е видела жабата го подковат коњо, ја кренала ногата. Добро, сега не се сватиме погрешно, не викам јас дека вие сте жаби, тие се којној таму негде. Секој си е коњ на свој начин, сакам да речам. Не мора сите коњови во свето исти да бидиме, така? Тоа е брат. Може ќе се најте, ќе се лудите многу, ама што да правам? Јас сум тука да кажам работата како што мислам дека е. Ако е така, арно, ако не е никому ништо, така? И кога сме веќе кај прстен и златни ланат. Едно време кои излегваат тие филмоите, мафијашките тие ране мане, ти реков ми речеш, јас уште ги немам гледано. До толку одбивност ми ствара луѓето што ги гледа и што мислеа дека се тие во филмот, дека се мафијажи, што уште ги немам гледано. Пошто мафијашки филмови во свето постојат одамна. Ама кој да разбери јазик, кој да се помачи вака на српски подруго, ме сваѓаш одма излегва то балканското тука, одма сите мислат тие дека се. Почнаа бате синџири да клават на. То не е ланец, тоа е синџир за песо врзвање. Челик испрскан жол. Демек златен ланец тука клаен. Шо немам со што да го споредам нема. Како го два палци девет. Да душа ако бил златен, бил шуплив сигурно, ама не е битно. Битно шо подебел и поголем синџиро, то поголем ганстер. Ако г од ганстер нема врска. Мангуплуко е битен бева. Ја клаиш таков еден ланец, ке си опорастиш ова ноктето малото, и си купиш некој BMW што е старо 30 години. Битто баба да го има возено, не е би BMW да би. Ништо друго не е бит. Јоиш на кафе битола на широк сокак седнуваш и вадиш на маса так новчаник 2 по 50 внатре, не е бит. Вадиш цигарите и го вадиш клучо. Значи покрај клучо од BMW-то што мора да се гледа, демек кој помини да знае дека ти BMW возиш. Демек кој ќе го извеш клучо на маса чупината од она одма вака, ги фа. Ама покрај клучо на него требаше 20 клучови да има други. Пошто ти бизнисмен си ме сваѓа. Не е битно од кај се може од WC-то, од шупата, не битно. Битно ти клучови да имаш на тој клучо, да речат шо сторе овој колку куќи има веќе. Не баре секој клуч куќа. И тој беше тој кабадајлук и цвикера брза. Ако немаш брза цвикера од оние комуви шо беа вака, ништо не правим. Исто во тие мафијашките времиња имаш уште еден тренд што беше така. Мили драк на душата, особено на женската популација кога ќе видеше машко така. Абе одма паѓаја панталоните, инстант се беше готов, магнете трендот. А трендот се вика вате мајца Рамбовка. Значи Рамбо филмо излезе, го видоа тој мајца носи бабки направен целио и кој стигна по мајца излезе. Нале овие обичните мајци што имаш едни вака што беа горе затворени и позади вака одеа за лопатките да бидат слободни, ме сваѓаш. Демек ти сега една лопатка кога изваеш од позади, еден грб муце, абе тоа да бегат сите обавезно залепени за те. Дали си имал телот или си немал тело, не е битно ват. Што има врска ако имаш стомак нека стрчи. И се рачунај таа комбинација. Значи влечка варена гума, тренерка Абибас или Абидас или Адибас, не е бит. Со 2 линии, со 3, со 4. Не менва многу, битно таква да е. Особено ако е поке уште поубо, пошто ако ги прашаш мафијашите муце, колку поке линии, толку поубо. А боже господ. Значи влечка, тренерка и мајца Рамбовка. И на тоа одозгора му клаваш ланец вака колку 2 палци голем, челик пожолтен, прстени со камења некои тие бижутерија, сат Ролекс од на пазар, пошто ние мастило пиеме, не знаеме Ролекс како изгледа, колку пари кошта и така натаму. Па ако има филм италијански гледано и фризурата залижана вака на назад едно време ја носе. Земи вака ги си ја залижи како крава да го има лижан. Колку пати го имам слушнато тоа како крава да ти има лижан. И цвикера брза, значи брза бесна цвикера. И ја виш вака ти шета по улица со луфта меѓу раце промаја да мава, бубрезите да му страда. Оди кај шо оди, трак остава. Сите погледи во него се вртат. Тој мисли дека е најубав на свето, зато го гледа. Не е свесено ти, кој го виде му се згади вака малце неубаво му дојде во душата, ме сваќа. И се од негде чекаш да ти речи Роки! Тоа е тој сура. Тоа е таа легендарна појава што ми се чини само кај нас на Балкано е. А кај шо Роки има, таму нема зима. Не, брат, ви реков дека има материјал во муабет. Што е уште појава? Што има некој трендој што никогаш нема да изумрат бе. Ајде овие што ги набројуваме досега, има некоја ера кај што постоја и полека ги може ќе има уште по некој може ќе најдеш тек тук. Ама во 99% од случаите се веќе поминат и надминат. Ама зато бе бате има некој трендој што ќе трат со веко. Да не се осудам да речам за секогаш. Арнова немаме време да ги правиме нив муабет. За Evergreen трендој ќе правиме муабет наредната епизода. А тие што се по интернет и овие новите, здравие Боже по наредната. Освен ако не се отвори
отвори некој муабет друг во меѓувреме. А до тогаш ви останете на вистинска телевизија, море кај се брза. Шо возот ќе ви избега, серите турски ќе ви избегат, не бевате, сејте тука, гледате наша програма. Доста си правевме ние муабет, сај си направите со некој друг муабет или некој таму ќе си направи трет муабет, битно муабет да има. Да се прави муабето да течи. Толку од мене за денес. Се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.